Проблемот со меѓуградскиот јавен превоз во општините од крајниот исток, Берово, Делчево, Пехчево и другите општини ќе биде надминат, изјави министерот за транспорт и врски Благое Бочварски. Веќе имаме законска измена која што е во собранието за со цел да може да се врши превоз и од така наречени некатегоризирани автобуски станици од регионот, каде што не можат со сегашното законско решение не можеа да бидат стартна или завршна точка на превозот. Од тој аспект сакам да истакнам дека веќе е најдена законска измена и законско решение, тоа е веќе во собранието. Јас очекувам час поскоро да биде изгласана оваа законска измена, со тоа ќе се надмине и овој проблем. Бочварски не знае дали тоа ќе се случи во овој мандат на собранието. Па тоа е надлежност на собранието. Јас посакувам да собранието брзо и ревносно ги дебатира, дискутира сите овие прашања и секако да ги гласа. Очекувам парламентарното мнозинство да даде подршка за овој предлог. И беровскиот градоначалник Звонко Пекевски е оптимист. Се надева дека проблемот ќе биде решен. Берово е еден од тие градови кои се соочува со истиот проблем и некатегоризираноста на самата автобуска станица. Дали истата ќе биде категоризирана во идниот период, согласно изјавата на министерот, зависи од законските измени кои треба да поминат, со кои може да се овозможи категоризираност и верувам дека тоа ќе биде еден од предусловите да може да се реши проблемот со меѓуградскиот превоз во истокот. Меѓуопштинскиот јавен превоз во источниот регион засега повеќе од 50.000 граѓани и тие секојдневно мака мачат да стигнат да завршат работа во другите општини како Кочани, Штип и Скопје. Во последните години граѓаните овој проблем го плаќаат прескапо, бидејќи ангажираат такси или доаѓаат со сопствено возило.